Среќа не може да се купи, ама мекица може. Затоа мојот денешен домаќин ќе ми прости бидејќи малку ќе му задоцнам. Едноставно не можев да одолеам да не застанам на моето омилено место, станица стража. Не само што мекиците се овде вкусни, туку овде е направена и првата мекица. Ајде да пробаме. Химик ми рекол, никогаш не оди на патување со некој кој не ти е драг. А јас ќе речам, никогаш не оди кај некој кого не го сакаш или кој не ти е драг. Мојот денешен домаќин, ќе речам, ми е навистина драг. А не може да е поинаку затоа што тој е човек карпа, со срце како планина, а душа памук. Мојот денешен домаќин е Спасен Силјановски. Спасен, драго ми е што се гледаме после кратка пауза. Секако, драго ми е што сте гости денес во мојот град и ми е уште подраго што сум јас гостин во вашата прекрасна емисија. Благодарам пред се и за прекрасната најава. Ме разнежни да бидам искрена. Ти реков јас? Имаме една песна така, вика, мајка си напрашува, се вика песната, срце ти е како планина, душа како порта црковна. Секој внатре што влезе, таму место ќе најде. Може јас малку и ти ја модифицирав песната? Може би, супер. Дојдовме на едно место кое што е навистина посебно, убаво. Така? Се вика Куќа на уметноста, а ти ќе ми кажеш зошто почнуваме токму од овде. Знај да јас сакам секогаш во се што работам да бидам поразличен малку од другите, така и ова концепција. Ве донесов тука, бидејќи сметам дека е овој еден од најдобрите ресторани, односно хотели, Куќа на уметноста, покрај тоа што изобилува со прекрасна харана, има прекрасен амбиент, а тоа што ме фасцинира е затоа што се наоѓа на надморска височина од 920 метри. Инаку овој хотел е познат по тоа што се одржува и ликовната колонија, каде што доаѓаат уметници од цел свет. Утре после појадокот ќе ве прошетам и во околината, ќе ги видиме тие скулптури и цртежи така натаму, а сега ќе се фокусираме на храната. Токму и за тоа ми беше целта да ве донесам да ја пробате прекрасната храна која што ја има во овој хотел. Да заврши нели оној период на корона во кој што бевме затворени, полека се враќаат настапи, гостувања. Нели имаше деновиве и некои настапи имаше нешто и закажано. Што се случува на тој план, кажи ми? Па да бидем искрен, овој период од 2 години, да речеме, пауза, за време на пандемијата, го искористив буквално за да се донадградам во однос на некои елементи кои што ми фалеа во однос на музицирањето, вокални сегменти, како и авторски, бидејќи знаете дека јас сум и автор на сопствената музика што ја создавам. Така да имам создадено, компонирано неколку нови песни кои што и да чекаат да влезам во студио и да ги снимам. Морам да те вратам малку на ковидов, тоа е веќе муабет кој што го зборуваме сите 2 години. Ти нели ја помина болеста, иако можеби немаше нели некакви сериозни симптоми, меѓутоа 40 дена беше позитивен. 45. Така, се најде тогаш малку и нели во една непријатна ситуација кога беше обвинет дека си отишол на некој настап да заразиш нели други луѓе без да кажеш. Ајде те молам да ја решиме таа дилема, што точно се случи тогаш. Знаете како? Да почнам треба од почеток. Јас мислам дека сум еден од ретките во Македонија кои што беа најдолг период во изолација. Јас се вкупно бев околу 75-76 дена во изолација. Во моментот кога се појави коронавирусот, оваа пандемија,
Јас се најдов во Австралија, во тој момент бев на турнеја. Ја прекинавме таа турнеја и не можеме да се вратиме во Македонија, бидејќи аеродромот беше во Скопје затворен и така натаму. Многу патешествија, тоа е долга тема. 4 дена на аеродромот во Турција спиевме буквално на пот, не можеме да се дојдеме во Македонија. Кога успеавме да дојдеме во Македонија, веднаш се ставија во државен карантин. 15 дена државен карантин, 15 дена домашен карантин. Ти си изналежал? Само што излегов 2-3 дена од тој државен и домашен карантин, тие 30 дена, се заболев јас од корона. Уште 45 дена во карантин, вкупно значи 75 дена, но знаете, некои, не сите да не се навредат, квази портали ќе ги наречам, уживаат да добиваат поени со лајкови на сметка на некој друг, така да се најде некој таму да ме обвини, као јас сум шетал со позитивен, што тоа е нонсенс, значи нема никакви за тоа докази, јас напротив го докажав спротивното. Ајде малку да не бидеме толку сериозни, како беше, сакаш вистината, во виното е вистината, со вино оди, ете така, музика и песна, ајде се вратиме ние на музиката. Нели, ти си автор на, рече дека еве си се надградил периодов, меѓутоа освен што си ти, нели, автор на дел од твоите номери, тука е името и на твојата мајка, која што е текстописец, ако не знам дали на сите речиси на сите твои песни. 95% од моите песни. Освен твојата мајка, тука се нели и некои други твои сограѓани кои што исто така се нели познати во светот на музиката. Вие тоа така локал патриотизам или па можеби зборувам за нели Златко Миладиновски. Така, имаме добра соработка, голем дел. Морам да споменам, првите мои аранжмани ги правеше господинот Сашо Ливрински. Сакам да го поздравам во момент, еден исклучително добар музичар, автор, композитор, професор по музика, кој што ми ја подаде прв раката за да влезам во естрадата и тоа никогаш не можам да го заборавам и сум преблагодарен. Златко Миладиновски е мој колега, мој другар, мој соученик и така натаму, од исти да заедно сме растени и имаме огромна соработка исто и со него. Покрај тоа, локал патриотизам, мислам дека се пронаоѓаме, хемијата ни е слична и слично размислуваме кога се работи во однос на музиката, во однос на компонирање, аранжирање, со смислување на мелодии и така натаму. Имаме сличен начин на инвенција во однос на музиката и можеби тука некој тој спој, тој склоп на околности не држи заедно, што до сега се покажало многу успешно. Сметам дека извадивме како и со Ливрински, така и со Златко доста добри песни, од кои голем дел од нив стана огромни хитови. Знам дека првата песна која што си научил да ја свириш тоест да ја пееш, била Крушево Абер пристигна и си имал 4 години. Да. А првата хармоника си ја добил кога си наполнил 6. Точно, така. Сега научи да ја свириш после на хармоника Крушево Абер пристигна. Прва песна што ја научив да ја свирам на хармоника беше Таки даскалот. Уште ја свириш? Уште ја свирал, не сум ја свирал давно, сум ја заборавил. Ама би требало да знам, не сум пробал. Па не знам ја. Знаете, од кога моја прва љубов беше хармониката. Јас прво почнав да свирам и во текот на моето развивање и во текот на моите тинеџерски години јас свирев покрај тоа што пеев, но потоа видов дека повеќе ме бива за пење отколку за свирење. Јас сум свирач, мислам свираш, само сум добар сум за намаса, каде седнеме да си направиме своја весело. Јас сум професионален хармоникаш, не сум музички образован хармоникаш. За душа знаеш, за и душа, за своја и за тие околу тебе. Тоа ми е битно и често пати знаеме вака на седенка да си ја земам хармониката, да си направиме еден кејф и да си уживаме. Додека пењето ми е веќе професионалност. Види, знам дека од хармониката не се делиш и знам дека е сега тука некаде. Јас ја носам хармониката секогаш во багаж, а посебно кога одам во ресторан или со вака пријатно друштво. Знам дека ќе има потреба да се запее нешто, а да пеам без хармоника не ми оди некако. Нели, свириш хармоника и пееш. Каде има подобар пакшеш на хармоника, кога ќе се отвори или на микрофон? Види, тоа зависи од харизмата што ја поседувате. Ајде сега, јас да не филозофираме, кажи ми како е кај тебе искуството? Па јас пошто професионално се занимавам со пење, хармониката ми е спорена за себе, јас повеќе заработувам со пењето. Значи сега само ќе си пееме и ќе се свириме за душа, така? Сакам да те ослободам
од помислата дека ако свирам треба да ми ставиш бакшиш на Ово ја хармоника. не ни помислив, Не? нема што да послободуваш. Јас се израдувам, мислев сега ќе заработам. Не, слободно сум јас, иш да не се секираш. Океј. Јас Сакаш да седнеш со пријатели во кафеана, нели ете Тоа ќе не се биневи. нормално, ќе отиде некоја чашка, нели можеби повеќе. Така. Кој ти е, не знам, еве омилен пијалок за загревање? Затоа што обично нели сите пејачи си имаат по нешто и се вадат на тоа дека треба да ги отворат, како беше она грлото да го отворат. Знаеш како? Ти како го отвараш грлото? Јас пошто сум од Кичево, нели? Добро. По потекло село по Полжани. Ние традиционално вариме сливова ракија. Мене ми е омилен пијалок сливова ракија, но ракија која што сам сум ја варил. И да ви се пофалам, имам казан за печење на ракија, стар дури 150 години. Ау, да се спремам за утре за бајле Да се нешто спремаш. помасно да каснам. Така. И верувајте, можете да испиете количински повеќе од колку што сметате и утре дента да не ве боли главата. Бидејќи се работи за еден исклучително убав и природен. Лек, значи тоа лек е тоа, тоа. Лек е во умерени количини се разбира. Ова да не го правите дома, посебно вие малолетните. Никако, ова не го слушате, не го Ова гледате не го ова. слушате, да. Сега што ќе слушнеме? Ќе ме изненадиш со нешто? Вие сте убава прекрасна дама, изборот Сани го оставам на тебе. Јас сум расположен за се. Пак сакаш да ме наместиш ти за бакшиш, значи упорен си. Кажам не дека денес бакшиш не примам. Нема. Не, ајде, оставам нешто на тебе. Првото е твое затоа што знам дека сакаш македонска музика, а следната е моја ќе те тестирам. Нема проблем. Ајде. Може да земам само хармониката. Чекам тука сум јас нигде не одам. Така. Кичево, градот под Бистра, разбистрена и од водите на Студенчица, имал среќа да се вгнезди во географската дланка, низ која крстосуваат најважните сообраќајници и транзитни центри во Западна Македонија. Името го објаснуваат документите и записите, но наследено и од легендата на Марко Цепенков, според која потекнува од тврдината што ја изградил кралот Волкашин за ќерка си Кита, сестра му на Марко Крале. Од тука Китино Кале или Китинград, нагалено и милозвучно кон кнегињата Киче, станува Кичево. Она што е фасцинантно за овој навидум едноставен град е неговиот жилав табиет, со душа јуначка, каква што во градите носела и ненадмашната благородничка и по сила и по убавина. Точно е дека првите никулци на македонската револуционерна организација започнале со револуционерната работа на ѓаконот Јосиф во манастирот Света Богородица Пречиста и на учителите на повеќето кичевски села кои ја формираат првата вооружена чета на чело со Дуко Тасев, во чии редови бил Јордан Пиперката. Предводниците на брсјачката буна. Но точно е и дека овој ревносен и бунтовен крај е револуционерно убав и авангарден и заради уметноста која дискутира со небото и звездите, преку поетски слики, бои и форми, онаму каде што си го нашла мирот и најубавото за солниште, во градината и под стреите на нејзината куќа, денеска гласна и разубавена и со песната на Спасен. Ке ти дојдам вечер јас во златоба, ке ти легнам тивко јасна перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори. Кај ли беше кој те виде, љубов ти си криела, ладна постела ти била, сама ти си спиела, ладна постела ти била, сама ти си спиела. Ке
ti dojdam večerjas poza doba, ke ti legnem pivko jasna pernica, ke ti dojdam večer otvori, ljubav što ti nosam ke ne izgori. Ова беше кратко, нешто само да те поздравам вака. Не, супер, фала ти, само не знам кој ќе ти отвори пенџер на Лавново сега, промаја ќе ја фати. Па ќе ми отвори за да ја стоплам. Па само тоа. Ја ќе заштеди на грејење. На грејење. Како се сега дрвата и струјата. Нели? Добра песна. Одлична. Значи ова е твојата не автобиографска, туку песна потпис, значи печат. Па можам да кажам дека една од моите омилени најслушани песни. Така. Инаку и претходно беа на свадба ме канат, мајка си напрашува, една од познатите даваме на лид, но ова се стаи некој посебен белег, малку е поразлична, можеби со посовремен аранжман и нешто поразлично. Така, и ведра е весела и така натаму. Имаше добар фидбек и најде, што ми е многу мило, кај секоја генерација од публиката, од најмало до најстаро, на топол прием, а особено верувајте мали дечиња, кога ќе видам дете од 5 години, кога ќе ме види на Чичко Спасен, ке ти дојде ми се полни срцето. Тоа ми е неголемата сатисфакција што ја имам од оваа песна, што ја пеат токму оние мали дечиња туку што проведени. Во неколку наврати имаш изјавено дека нели ја сакаш македонската песна, дека ја пееш, меѓутоа за тебе важи мислење дека ја пееш само оваа музика која што нели ти лежи на срце. Јас ти имам лично слушното дека одлично пееш и номери од твои колеги, не само нели од кај нас, туку и од соседството. Да нарачувам или знаеш која дел пееш? Па нема проблем, знаете како? Да, пишувам. Така. Ја... Дури и лошо беше и разбран. Мислам, затоа и те прашувам не случајно, затоа што луѓето навистина можеби добија погрешен впечаток дека ти си, нели, само македонска музика, дека другата ја негираш, ја плукаш. А апсолутно не е така, ти пееш на свирки, на настапи, буквално се. Исто кога се работи за нацијата, пример. Јас го сакам македонскиот народ и македонската нација, а сите други безпрекорно ги почитувам. Така и со музиката. На прво место ми е македонската музика. Од срце што ја сакам. Сите други безпрекорно ги почитувам и ги сакам. Ништо не презирам. Јас сум израснат со слушајки различна музика и од нашите соседи. Имав еден статус во кој што напишав дека штета е што Македонија доминира туѓа странска музика, конкретно во моментов српската музика, поточно турбо фолкот. Так. И самите српски пејачи, јас сум личен пријател со Звонко Богдан, со Мирослав Илич, и тие има самите проблеми од тој шунт, од таа турбо музика и така натаму. Знаете, само ова имав еден пример, пред една недела пеев во еден ресторан, не го именувам, и го замолив газдата, викам, дај напишете македонска вечер со Спасници Јанов. Замислете кој парадокс. Да напишете вие во Белград српска вечер со Снежана Ѓуришич. Па тоа е апсурд. Овде мораш да нагласиш. Овде мораш да нагласиш, затоа што ми ја сваќате поентата. Да не дојде некој со некоја нарачка после некоја песна, па да има ситуација непотребна. Така, значи јас воопшто не сум ограничен од тоа. Пред се би сакал да се ја почитуваме онаа нашата, кога ќе ја сакаме, таа нашата, ќе ја почитуваме, нормално. Се разбира и се останат. Се рече дека Мирослав ти е пријател. Чечко Мирослав, така јас си го викам, знае да каже, сега морам нели да бидам оригинална, тек е почело. А ние бидејќи сме на почетокот, ајде нешто од Мирослав, брзо. Верувај, знаеш како? Да бев недоговорени, ова немаше сериозно, ова не е по сценарио, мора да знаат. Па не е ништо по сценарио, не по сценарио. Кога зборувам веќе, кога сме ке нашите северни соседи, ке таа нина српска музика, Мирослав ми е, како што кажав, и личен пријател, мислам, лично се познаваме, и додека не го познав, кога растем ми беше еден од тие најомилени, да кажам, интерпретатори. И баш има, една песна, негова сега ќе ти спеам. Ајде. Да видиш дека не сум ограничен. Па јас знам дека не си. Јас сум те слушала. Може, значи, она ќе повторам. Можам, но сакам прво својот. А за се друго има простор. Ja sam rođen
sreću livade. Čuvam stada pokraj reke duže, al zavole devojku iz grada sa usnama ko popolja kruže. Bele ruke, a prsti kodirke pričaju mi najnežnije bajke. Zalud suza iz grudi pastirke, zalud suza moje stare majke. Zalud suza iz grudi pastirke, zalud suze moje stare majke. Malo ми трепери гласот, верувате, имам трема, сепак Мирослав е Мирослав. Гранд Пек, грандиозно добар и неповторлив вкус на вашата трпеза. Смрзната, домашна вртена паница од Гранд Пек. Во два вкуса, одбери сирење или спанак, одмрзни печи и наврати се кон традицијата. Нови семени спомени со Гранд Пек. Здраво! Ко готвам стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки би се јајцата. Омлет или хемендекс, на око или кајгана, абе цело време или. Едино, немам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Ко готвам стално имам некоја дилема. Абе цело време или. Едино, немам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Тука нема или. Само бисер, најубавиот украс за секоја манџа и салата. Во песнава на Мирослав се споменува девојка од град. Твојата сопруга е од Скопје и вие имате многу интересна љубовна приказна. Како успеа еден доктор на науки да го натераш да го засака не кичево, по положение? Јас мислам дека тоа треба да ја прашате мојата сопруга. Сигурно ако има одговорот. Очигледно може би видела нешто кај мене што го нема кај другите. А инаку има интересна анекдота и тука. Јас и мојата сопруга се запознавме во Аушвиц. Кај се најдовте во Аушвиц? Јас сум, знаеш, таков човек, кога ќе кажувам нешто, некои моменти од мојот живот звучат како филм, како невистини луѓе. Овој се филма лаже. Да, јас бев соиграварна група во Полска. Во текот на паузите, нели, одевме да го прошетаме Аушвиц, мојата сопруга беше како турист таму. И слушаме дека она говори македонски. Јас така се запознаме таму, па потоа кога се вратиме во Македонија повторно почнаме да се дружиме и бидна. Бидна. Кога одиш на настапи, има ли јавувања каде си, што си, па можеби љубомора или ја надминавте таа фаза? И за тоа имам анекдота, не знам. Хајде, кажи, кажи ја зашто нема да не се лути. Се уште бевме првата година од бракот, нели немавме се уште дечиња. Јас пеев во еден ресторант за Нова година и доаѓа, нема да ми се лути сопругата, мислам дека нема да го гледа ова. Нема да кажам кога е готово, нема да не се. Доаѓа една од гостинките, здраво, дали може да се стикаме. Извини, како ќе поздравиме, нема да не се лути, дека така. Те сакам, Ана, да знаеш, ама мора да го кажам.
вика Спасен, да се сликаме може, се разбира, вика може, доаѓа се сликаме и она махинална так ме бахнува така на лице и се замирува на своето место, а супругава ја прати. Верувате као на филм и само ова врви и сопка и прави. Ја пушта ногата. Много опасна била. Да, ја сопка. Ај, малку седни понатака, само не сакам да ме стопне мен тука по кичево да паднам. И викам, Ана, викам, те молам повеќе на мој настав, викам, не доаѓа. Не, имаш рок 3 години, казна за да не доаѓаш повеќе. А сега доаѓа, помина 3 години веќе. Помина веќе, како што кажав, таа љубомора. Сега веќе си е... Виде, устаре, па крена рација и она. Тоа сакав да кажам, веќе и на мене косата почна помалку да ми беле, подочњаци стареам, нема потреба повеќе да биде љубомор. А јас ја немам таа повеќе енергија да флертувам. А флертуваше? Малку. Малку се. Тоа поради овој кариерата, знаеш. Да, па да. Како беше се во рок на службата, тоа ми е школа од Благоја Груевски. Да го поздравим. Да, го спомена Благоја Груевски. Баже, немој да ми се лутиш се, мораш да те спомнам. Сакав и баш да те прашам, значи, имаш некој од колегите кои што знам дека ти се, нели, и блиски пријатели, ете, ќе поздравиме и Суза Спасовска, знам дека ти е голема другарка, еве Благоја Груевски. Колегите те, значи, ќе ми одговориш на две работи. Те викаат Паце. Зошто Паце? И постои ли некој колега со кој што не можеш онака во очи да се гледаш? Не мораш да ми кажеш кој е, само дали има некој таков. Во Кичево, во мојот роден кај тука, нема. Доколку прашате, сакам кај живее Спасен, не знам кој е тој ќе ти рече. Сите ме знаат како Паце. Јас името сум го наследил од мојот дедо Спасен Селјановски, надимак Паце, партизански. И тука ме знаат сите како Спасен Селјановски, Паце, така затоа ме викаат блиските, сите ме знаат Паце. Второто прашање, буквално живеам со сите колеги, буквално, освен со еден колега. Не се дружам, не го презирам, не го мразам, му посакувам успех, здравје, среќа во животот и така натаму. Ама нека седи подалеку, а? Не. Едноставно немаме хемија, енергија со која што можеме да седиме на иста маса и да се звркаваме, да пиеме, да музицираме и така натаму. А и со тие што се помлади од мене, сега што излегуваат веќе како млади, често знаат да ми се јават да побараат совет, колку што можам да ги посоветувам. На некој не можам да ги посоветувам затоа што се подобри од мене. Нема што да им кажеш, му викам, ти си многу добар, нема што да ти кажам веќе кога си ме надминал и не само мене и многу други, викам, само продолжи така и тоа е. Види, во кафеана сме, да не му обетиме многу. Чекај, пред да засвириш... Вино точим, а вино не пием. После имам осеќања крием. Така беше? Така беше. После имам, а кога да љубим, kad si s drugi, a ja mladost gubim. Vino točim, a vino ne pijem, srce imam, osjećanja krijem. Usne imam, a koga da ljubim, kad si s drugi, a ja mladost gubim. Ова за виното и за добро расположение и за уште еднаш да го докажеме фактот дека не, знаеш ли што е емисијава? Емисијава е чиста ексклузива. Кој би можел да поверува дека Спасен ова ќе го свири пее пред камера? Јас не се сеќавам дека вако нешто се случило. Па ретко го правам тоа. Пред камера? Мислам дека не. Па пред камера скоро никогаш, прв пат сега. За кафеана тие дружби, затоа јас те знам каков си, затоа и ти реков. Така и во приватни дружби секако и тоа пред се си пееме македонска музика, но има моменти кога го знаеме да запееме вакво нешто. Јас и тогаш и во тој статус што го спомнавме не го оспори фактот затоа што ние сме живееле во една држава која што се викала Југославија, кој што многу луѓе македонци работеле во Београд, некој бил војник во Крагуевац или не знам така натаму, ја разбирам нивната носталгија и мене воопшто не ми е чудно кога ќе дојде некој сака нешто го асоцира на неговата младост и така натаму. Мене ми е чудно кога ќе дојде 15 годишно дете ќе ја порача жена од султана или Ма нема, едноставно секој има право да слуша тоа што сака, те разбирам. Ќе завршиме нели дружбава со уште една убава песна, меѓутоа пред да
нели да ми отвириш и отпееш нешто. Навистина преубаво ми мириса и сакав баш да те прашам што е во што го нарача, затоа што нели се што донесува на трпезава е по твоја желба, твоја иницијатива, претпоставам со причина. Еден од најдобрите, највкусните специјалитети поради кој што јас доаѓам тука е токму овој специјалитет кој што е моментално на масата, инаку се вика кнежинска тава, Така. составено од повеќе врсти на месо, телешко, прасечко, свинско, односно и пилешко. Има исклучително добар вкус и ќе се увериш и самата кога ќе го пробаш. Да, преубаво мириса, Преубаво навистина да, мириса, едва чекам да го пробам. Еден ти исклучително убав специјалитет. ти ќе ги пробаш овие питички од Гранд Пек, навистина се убави. Примамливо изгледаат, ќе се земам и за дома. Ќе ти да, јас спремна сум со подароци, немој да мислиш дека така ќе те оставам. Јас сум добра гостинка, не домаќинка, гостинка. Значи, пред да се фрлиме на јадење, ајде една македонска и да завршиме вечерта. Мајка сина прашува каде сине поноке, цел ног мајка не спие, тебе чека да дојдеш, цел ног мајка не спие, тебе чека да дојдеш. Мајка сина прашува каде сине поноке, нешто криеш, тагуваш, срце не си отвораш, нешто криеш, тагуваш, срце не си отвораш. А онаа стропа што ти ја спомнав преска во контекст со твојата најава. Ајде. Немој сине, не знајат, ти си ми најбогато, срце ти е планина, душа порта црковна и секој внатре што му влезе, таму љубов ке најде. Море синко вре. Инаку и ова е моја авторска песна. Ти благодарам за уживањето. Благодарам, повели во... Да се фрлиме на друго во уживање Со задоволство. На здравје. Над Кичево, на скоро 1000 метри надморска височина, во густежот од борова шума прошарана со костен, природата и уметноста се сплотиле во еден фасцинантен атар, дотеран од човечка рака. Куќата на уметноста е една и единствена. Артифицирана во секој сегмент, со силна символика која зборува самата, ве носи низ врати и прозори на познати и непознати краеви и пейзажи, низ создадени цветови, чувајќи го споменот на револуцијата со јуначки силуети. Оваа галерија во природата, или хотел ателје, е отворен за секој кој е влюбеник во уметноста. Уникатен избор за необичен престој, кој не престанува да изненадува од прагот до софрата. А таа е повторно раскошна и со гастрономската уметност, која ги сервира на љубавите вкусови. Хотелот со капацитет од 80 легла, интимно вгнезден во шумата на Кнежино, е идеален за уживање, за одржување на семинари, свечености, настани. Куќа на уметноста е одраз на прогресивното и продуктивно Кичево, кое со неа одржа лекција за тоа како се досегнуваат идеалите во културата, уметноста и туризмот под една иста стреја. Сани, нели ти спомнав, синојке, дека тука се одржува и ликовната колонија. Ова е една од повеќето скулптури кои што се направени надвор во дворот на овој прекрасен хотел. Се јадам дека ти се допаѓа местото, скулптурите, а и природниот амбиент. Навистина е импресивно и не го замислував вака, искрено замислував нешто многу по, не знам, обично ќе речам. Не очекуваш дека, нели доаѓајќи наваму, не очекуваш дека во планина може да има, нели,
вакво место кое што Ова е 920 дише метри надморска висина. Несвојствено за Кичево. Кичево инаку се наоѓа на околу 620, така мислам нешто. Но секој град си има нели своји убавини, доколку не ги видите, доколку не дојдете да ги видите, нема да знаете. Значи сега ќе се изнадишаме чист воздух и ќе се бидеме полни со црвени крвни зрнца и со здравје. И полни со енергија. Еве, како обично ти почнува еден ден? Бидејќи знам дека водиш нели прилично сметка за здравјето, вежбаш, меѓутоа нели подоцна ќе ти спрашувам и ќе те проверам на таа тема колку си јак. Кажи како го почнуваш Не може денот, само да имаш- ме тераш да правам скрекови. Види сега, се е можно, поранешен војник си. Кога сум често сакам нели да одам на село, во моето родно село, ќе ве прошетам после и таму. Кога сум таму со татко ми обавезно, значи тоа ни е како традиција да се изгрееме, да се стоплиме, ни викаме на по една ракија утринска кафе. Ќе прошетам малку низ природа. Кога е убаво времето, возам велосипед или возам мотор, крос офроад планински. И така добивам енергија и инспирација за понатамошниот тек на денот, а и за компонирање и за музицирање, не се разбира. Го спомна кросот. Ти дојде ли памет после После падот? кршот, Аха, после кршот. да ти кажам, после падот не возев извесен период и имав притисок од дома да го продадам моторот, да се откажам од возење и го направив тоа, го продадов, но бев многу тажен, да бидам искрен. Сопругата ме виде дека сум многу тажен и ме почести за роден ден со нов крос мотор. Да се морам да се пофалам сега. Она што ми го кажа, вика, навистина вика си тажен и глумиш, да викам, ми фали, сакам да возам, значи тоа ме исполнува, ги сакам планините, а не можам да пешачам во планина, имам проблем со колената операција, сум правен имам на лигаментите, затоа или велосипед возам или мотор. И она вика, штом толку те прави, те исполнува кросот и возењето мотор низ планина, вика, тогаш треба да те почастам со еден мотор и ме почастам. Да те усреќам работава. Моја среќа е што има снег што не може да се вози сега мотор, инаку кој може ќе ме тераш и тоа да те. Па јас планирав и тоа да го Среќа моја да се што има возиме. снег. Да. Но ќе го оставиме тоа ајде за напролет. Или сега ќе уживаме малку во снегот и во оваа прекрасна зимска природа. Спасен, клучното прашање се одмори? Да. Знаете како, на оваа надморска висина, со 3 до 4 сати се чувствувате комплетно наспана. Не откриваме детали како заврши вчерашната дружба. Тоа ќе се остане... Нека остане, да. Сега да Ајде видиме само како за како ќе ни тргне денов. Па ќе почнеме со еден прекрасен појадок. Се надам дека овие прекрасни јадења ќе ви се допаднат. Ние по принцип кога сум на село почнуваме со топла ракија. Но денес ќе почнеме ќе појадуваме па кафе и продолжуваме понатака. Да не претираме многу со ракијата, благодарам. Не, по една подред така за Вечерта ја завршивме со книжинска тава, сега имаме традиционален книжински појадок. Искрено ти кажам, не би сакала нели многу да губиме овде време. Повеќе сакам да ја видам природата која што ми ја нели откри ти малку вчера. Утрово имав прилика нешто преку прозорецот да видам и навистина ме копка што има надвор. Затоа да побрзаме со Да побрзаме, да, јадењето и да одиме надвор. И влеземе надвор сега. Ајде, почнуваме со појадок. Повели. Благодарам. Од тука каде одиме? Јас мислам дека треба и би било добро да го посетиме Кнежинскиот манастир. Секако се наоѓа тука во близина на овој комплекс, на околу 300 метри. Еден прекрасен манастир, навистина има што да се види, па би сакал да го посетиме. Пиеме чајчи. Доколку сте расположени, се разбира. Јас реков вчера, ти си домаќин, кај ќе ме носиш таму, не смеам да Оставете да на мене, бунтувам. сигурно нема да зажалите. Пиеме чајче и одиме до Кнежинскиот манастир. Договорено. Бистра има и духовна бистрина. Манастирскиот комплекс Свети Ѓорги
е на света почва од која течат 3 води за 3 дена во неделата. Првата е посветена на преполовение, втората на Света недела, а третата е на Света петка. Овде и водата и воздухот се лековити. Почетоците на манастирот датираат од 13 век. Темелите на стариот манастир се во близина на новоизградената манастирска црква. Манастирот е посветен на Свети Ѓорги, светител кој ги исцелува болестите, ги заштитува луѓето и стоката, воскреснува покојници, со еден збор чудотворец. На оваа локација пронајдени се фрески и прекрасен пот од мозаик, а под темелите има траги од ранохристијанска базилика. Според некои толкувања, ктитор на манастирот е кнегињата Кита. Според преданието и според некои евидентни факти, од страна на османлиите манастирската црква била разурната, а конаците запалени. Над манастирот поминувал римскиот пат Вија Игнација, уште еден знак за големината на овој духовен центар. Во колективниот дух на населението од овој крај, се уште живее легендата за спиритуалната конекција на двата манастира, кој ги поврзува чудотворната икона. Кога кнежинскиот манастир бил разрушен, таа прелетувала во манастирот Света Богородица Пречиста и се враќала назад во кнежинскиот манастир. Преданието вели дека на крајот останала во манастирот Света Богородица Пречиста. Инаку ово е еден од убавите манастири кој што се наоѓа во овај атар блиску до хотелот Куќа на уметноста во Кнежино, затоа сакав да го видите, да го искористиме нели времето и местото секако дека сме тука. А инаку јас каде што живеам, моето село се наоѓа на атарот од манастирот Света Пречиста Богородица во Кичево. Тоа е на другата страна, нели? И тоа е моето духовно одморалиште. Секако го посетувам исто и овој прекрасен комплекс и овој манастир. Колку рече твое духовно одморалиште, колку често знаеш да си го побараш, нели, душевниот мир? Секогаш кога имам слободно време и кога се чувствувам дека сум можеби депримиран или ми недостасува некоја духовна енергија, верувајте, одам таму и излегувам како нов. Едноставно ги полнам батериите и се чувствувам прекрасно. Тоа е нешто некое необјасниво чувство, но верувајте, постоите на таква енергија која што ви ги полни батериите и ви враќа повторно во оној ритам во кој што сакате да видите. Навистина ни се погоди. Таа духовна енергија. Ни се погоди и времето и уште еднаш ти благодарам што ете ме носиш на олку убави места ќе речем. Задоволство ми има во Кичево има премногу убави места. Се надам дека ќе најдеме простор да ги посетиме. Не можеме секако сите, но барем некои Дел од твоите омилени, така. Моите омилени места, така. Од тука каде одиме? Од тука сакам да ја прошетам низ старата кичевска чаршија, која се уште е со кадрма, од центарот, накај пазарот во Кичево. Има интересни работи, па тоа е всушност Кичево, стариот дел на Кичево. Се надам дека ќе ви се допадне. Од тука ќе го видиме и Китино кале, кичевското кале. Да, има многу убави легенди, ама ќе ги раскажеме таму. Така. Ние Скопјани и Кичево го знаеме само по оваа улица која што оди на кај Охрид. Да, и не шетаме многу. И по табор и џоницата што се наоѓа на. Така. На раскрстницата. Така, на крстосницата. Спасен, можеме да прошетаме уште малку и одиме на кај чаршијата. Секако. Ајде. Може. Кичево на Кита, под чие Китино кале чаршијата денеска е разиграна под чекорите на младите и во воздишките од сеќавањата на постарите, е поинакво,
но подеднакво мило и симпатично заради добрината и гостопримството на мештаните. Тие ќе ве угостат со најубавите приказни, ќе ве накитат со дарови, затоа што имаат златна душа. А вистинското злато и сребро, она што се мери и купува, ќе го најдете во излогот, полн со одблесоци, кои го застануваат погледот. И кичево има дуќан за мерак, златен мастрав кој се дава за мирас, за да биде животот богат, благословен, полн со радост и со благосостојба. Златото е символ на трајната вредност. Се верува дека човекот прв пат го сретнал во камено доба, а потоа, како најскапоцен метал, станува еквивалент за размена во трговијата. Неговата вредност е постојана. Старогрчкиот филозофски концепт пантареи, што значи се тече, се менува, ги символизира обновата и животот. И навистина, се некако си тече, освен златото, кое е станало вон временска пасија и атрибут на економската моќ, шербет за очите, богатство или едноставно благо. Доаѓаме тука на Свети Никола, на гости кај Дарко. Аха. Зимно време, снег и доаѓаме со такси, треба да се одиме. И му викам на Дарко, повикај, викам такси, да се одиме дома. Села Дарко, добро вечер. Едно такси, може, окей, за каде? Вика на улица Спасин Сјановски. А кој е на телефон? За поточноти, ова улица и ова нареднава се двете Двете Спасин. Кој е на телефон? Па вика, поточно кај Дарко Стојановски. Пејачот да. Окей, а за кого е таксито? Вика за пејачот за Спасин Сјановски. Абе да, вика, не прете мајсот, би го затвора телефонот. И не ми дојде такси. Не може да види на такси.